Порече. Порече или пак поречие или поречие е етнографска област во западниот дел на Македонија, долж течението и целата долина на реката Треска, од двете нејзини страни. На север, областа се граничи со Скопската котлина, на исток со областа Азот и поширокиот Велешки регион, на југоисток со Прилепското поле, на југ со Крушевско, на југозапад со Кичевско и областа Копачка, а на северозапад се граничи со Полошката котлина, односно со Гостиварско и Тетовско. Од сите страни, областа е заградена со планини, и тоа на север со Сува планина, на запад со планините Сува гора, Челоица и Песјак, на југ со Бушева планина на која се наоѓа превалецот Барбарас, кој ги двои Поречието и Прилепското поле, и на исток е оградена со масивот на Мокра планина, односно планините Даутица и Караџица. Населението главно се занимава со земјоделство и сточарство. Од полјоделските култури се одгледува пченката, тутунот и градинарските култури. Низ целата област, богатството од најразновиден вид на шуми ја прави погодна за сечење на дрва за огрев и мебел, која е една од главните стопански гранки. Најзастапени се листопадните шуми, и тоа костенот, оревот, буката, дабот и така натаму. Индустријата е слабо развиена. Главни индустријски објекти во Порече се фабриката Сувенир од село Самоков и тутунската, текстилната и металопреработувачката кои се застапени во Македонски Брод. Со изградбата на хидроелектричната централа и вештачкото езеро Козјак, регионот стана и туристички познат. Пештерата Пешна, многуте спалеолошки богати процепи и пештери, манастирите и природните убавини придонесуваат за туристичката атрактивност на областа. Во помала мера застапено е и ископувањето на камен за градежништво. По доаѓањето на словените и во средновековниот период, Порече било населено од македонското словенско племе Брсјаци, а било основана и првата македонска склавинија. Во 11. век целата област била во составот на Самоиловото царство. Поречките села не се големи. Во нив има најмногу по 10 куќи, расположени на отворена, а честопати стрмна и разбренувана падина на ридовите или на плоскава планинска форма. Селата ги сочинуваат мала, а својата посебност му е должат на генеалошката разграниченост на селото. Селаните потекнуваат од општиот митски предок, еден од основачите на селото, доколку во согласност со традицијата, тие биле неколку или пак еден од неколкуте синови на првиот прадедо на целата селска група. Етнографски, населението на Порече спаѓа во Брсјачката етнографска група на македонскиот народ. Населението бележи голема блискост и има многу сличности со населението од Охридско, а највеќе од областа Дебрца, поради што се претпоставува дека дел од населението на Порече и Дебрца е населено во Македонија од Албанија, поради албанските напади.
Дијалектот кој се говори во Порече е еден од народните говори кои се најблиски до македонскиот литературен јазик. Не се забележуваат србизми, турцизми и останати странски зборови. Поречкиот крај е богат и со народно творештво, како легенди, преданија, песни и приказни. А дел од него е застапено и во збирката на Марко Цепенков. Како и останатите македонски области, и Порече има своја специфична народна носија. Постојат неколку народни преданија за потеклото на името на областа. Според едно предание, името потекнува од самото место положба, односно по река, тоест по течението на реката Треска, со додавката и односно је, за географска област со што се добило денешното име Порече или пак Поречие. Според друго народно предание, името е добиено за време на османлиското владење, по историскиот настан, кога турската власт ги присилувала селаните да се потрчат. Тие прво се согласиле, а после, по укажувањето на поп Ковил од село Косово, порекле, откажале да ја прифатат исламската вера.